Почитувани патници, авионът Boeing 747 ќе полета за 1 минута. Се молат патниците да седнат на своите места и да ги изклучат своите мобилни телефони. Како може да не има тоа место? Сигурно има. Ви само, сигурно се работи за некоја грешка. Ева погледне, ред 23, седиште 2. Така е, господине. Ред 23, седиште 2. Господио, еве што ме збунило. Вашиот билет е за во втора класа, а не за во прва. Така е, Барби, втора класа, а не прва. Ма дай ви се молам. Мене не ми паѓа на памет да летам со втора класа. Јас си купив билет за Европа со прва класа. И впрочем, мене не ми доликува да летам со втора класа. Ова патување ме чинеше многу скапо. Ах, таа Европа. Deluxe everything. I will so make you roll. Dolce и Гордана, Армани, Луи Питон, Коко Шанел. Прда? Ма се ќе се купам. Европјанка ќе се стане. Лондон, Париз, Милано. Бај, Македонија. Го вадив последниот ред за Европа. А вие ми убедувате дека јас не припаѓам тука? Ма дај ви се молам, каква авиокомпанија сте што ги малтретирате патниците? Се молам сите патници да седнат на своите места и да ги врзат своите појаси. Што ви е вам? Веднаш станувате од моето место. И каде ќе одите вие во Европа со такво однесување? Мало граѓаништа, висока брандирана класа. Сигурен сум дека ќе ви спркат уште пред првото стартување. Се разбира ако ми се случи тоа. Господјо, последен пат ве замолувам да станете. Спротивно ќе го викна пилотот. Викни го, јас не станувам. Ало, господине пилоте, те молам качете. Чао. Господине пилоте, госпоѓава погрешка влегла во прва класа и сега не сака да стане. Дайте ми го билетот, ќе му. Интересно, капетан, како успеавте да ја убедите? Едноставно.
И кажав дека прва класа не лета во Европа. Покрај тоа и додадов дека овие патници тука одат на печалба, а не на шопинг. Добар ден, почитувани патници. Добре дојдовте на последниот лет за Европа. Авиокомпанијата Здравко Цетковски ви посакува мирен и удобен лет. Пред да полетаме, секој патник е задолжен да го заврзе појасот за безбедност. Десниот дел треба да го повлече во левиот и цврсто да притиснете. За да се откопчате, притиснете го копчето на левиот дел. Во случај на некоја незгода или хаварија, во авионот се активираат маските за кислород, кои се наоѓаат веднаш над вашите глави. Под вашите седишта се наоѓаат воздушни перничиња за во вода. Доколку ги повлечете двата осигурувачи, перничето веднаш ќе се наполни со воздух. На горниот дел се наоѓаат копчиња за автоматско издишување. Авионот можете да го напуштите на предните и на двата странични излези. Во случај на пожар, при излегување од авионот следете светлосната линија на подот. Пријатен лет! Смири се, срце! Не туко ми кукурикај! Не е ништо страшно! А и срамоти од други путници мои. Проклета да видовме, проклета! Ти можеш да најдеш работа во команда, можеш да пристат? Работу, джубрета! Ајде за тој уста! Добре, опадне авион, ќе видим убаво! Наш авионот полета. Или потика мило, а не мора сви да знаат дека се плашиш од височини. Плашиш? И мисли како ќе се најдемо ти? Ту, Европа? Мисли... Како ќе најдемо на Европа? Како? Што ако некој те киднапира, леле, ако ме си воје, ќе убије, леле, тук го мори не се како места и да се отидем. Наш некој. Краја би го лева. Не е траска го постигнал. Ја. Ти. Абе. Уопште ти не знаеш да фантазираш. Да, бе. Идемо ми тој Европу да ga видимо, бе, такој ли? Не. Да. Иса. Идемо ми у тој Европу